На левата страна на реката Вардар, веднаш до скопската населба Радишани, се наоѓа Кучевишка бара, во која според официјалните податоци живеат околу 1500 жители. А меѓу нив 75 стари лица сместени во домот за згрижување и дила. 25 од нив за првпат на претстојните избори не ќе мора да чекаат на милоста на другиот, да дојде, да ги земе, да ги однесе на гласање. На 21 април овој дом за стари лица, заедно со државниот мајка Тереза, ќе бидат двата дома дел од пилот проектот на Државната изборна комисија, со кој на старите лица за првпат ќе им биде возможено да гласаат без притоа да го напуштат домот. Ние имаме просторија каде што, како што е редот, за избори. Наши штитениците подпишаа изјава, ние склучивме договор со Државната изборна комисија. Тетка Левтерка Јованова е мајка на 2 ќерки, но и на внуци и правнуци, како што раскажа таа за еден телевизија. Грижата за нивна подобра иднина ја натерало да се пријави да гласа. Од новиот председател или председателка, ако биде жена, очекува да има повеќе слух за народот. Да води државата убаво. И пожелувам све најубаво. Здравје, среќа и мир да има. И повеќе да го слушаат народот. И после народот да го слушат. А Чичко Сабри Шеило веќе 2 години е во домот и дила. Пред да дојде тука редовно излегувал на гласање. Ми одека и после мина се договараме за кого да гласаме и како, а веќе се знае да доле горе. Откако останала без сопругот кој исто така живел во домот, тетка Зорка Георгиевска својот живот го гледа токму овде. Политиката не ја интересира, а правото на глас го смета како граѓанска должност на секој поединец. Сите во домот се согласни дека идниот председател мора да биде чесен човек. Да се обиде да биде чесен до крајот на животот, ако е можно. Ама ако гледа така, тоа не. Според податоците од избирачкиот список, во недела во домовите ќе излезат на гласање 71 лице, кои потпишале изјава за остварување на правото на глас.